Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода во мојот подкаст. Наталитетот глобално е во криза. Значи и во Македонија, исто така во последните 10 години, наталитетот рапидно се намалува и заради тие причини решив оваа емисија да ја посветам на репродуктивната медицина. Едноставно беше неминовно, бидејќи мојата специализација е директно поврзана со бројот на живородени деца и рапидно бројката е намалена. Да ги видиме причините на современите парови, каде се проблемите и мислам дека посоодветен гостин денеска не можев да најдам. Тој е професор Глигор Димитров, специјалист по гинекологија и репродуктивна медицина. Мој драг пријател, дugогодишен професор на медицински факултет, еден од пионерите за вештачкото оплодување, можам да кажам. И ми е многу драго што денеска мој гостин. Глишо, добро дојде во мојот подкаст. Човек, фала на поканата и за прекрасната најава. Па не, вистина е така, затоа и реков пред да започнеме би сакал онака едно историско гледање, бидејќи навистина долги години ти се занимаваш со оваа работа. И мислам дека сигурно од ретките што ги знае и почетоците во држава и пред да почнеме онака бидејќи прашањава кои што ги спремивме, кои што ти ги покажав, се баш онака доста медицински, али ќе пробаме онака на најниво да можете и граѓаните и гледачите да го разберат. Да, ќе се потребно така. Да, така да еве чисто историски како се почетоците во Македонија за вештачкото оплодување? Така, тоа генерално јас сум веројатно таа возраст тога сум роден. Така. Сум почнал да се бавам со медицина кога почнал напредокот во оваа моја субспецијалност. Конкретно 78 година е родена првото бебе од инвитро ферилизација во Англија, а ја почнав да студирам 79-та и тогаш бев одушевен од тие работи. Мада и тогаш имаше многу етички дилеми, религиозни дилеми и така со конкретните овако доктори. Сега се тие едниот е добитник на Нобелова награда за ова. Како студирав и како после почнав да специализирам, така растеше и оваа желбата, така растеше и новитети имаше у репродуктивна медицина, односно во асистирана репродукција. Сега кога зборам за тоа, генерално кога почнав на времето и во текот на специализацијата и непосредно после специализација, кај нас немаше во Македонија. Инвитро тоа беше период на распад на старата држава, почетоци на новата, живеевме од хуманитарна помош преку Министерство за здравство, многу малку овакви инструменти, меѓутоа идејата си имаше. Почнавме да, барем јас тогаш кога бев на оделението за стерилитет, тогаш се вика за стерилитет, сега подобро е да не го употребуваме тој збор, што практички стерилитет веќе нема и по Светска здравствена организација. Тоа е многу дефинитивен поем. Тогаш почнавме, имав и оваква среќа, да почнеме со морфолошкиот фактор, односно со ендоскопска дијагноза. Тогаш се воведе 95-та година хистероскопија и лапароскопија и прво почнавме с хистероскопија и лапароскопија во област на неплодност. Пошто од тоа имаше највише пациенти, тоа беа релативно најдобрите случаи за почеток и беа најблагодарни. И сега со текот на годините размислувавме нормално и за инвитро, некаде 2000-2001. После долга, да кажем, работа, се раѓа прво бебе во Македонија овакво инвитро. Паралелно со тогаш гинеколошка клиника и приватните болници. За ова и тоа беше исклучително важно. И постепено почнува да расте. Значи 2001 е првото бебе, значи. Да. Тука се разлика неколку месеци, првото и второто. Да кажеме. И тогаш, највеќе благодарејќи на приватна иницијатива, од повеќе приватни овако, почнува да расте. Инвитро тоа е генерално многу зависно од технологија, од една страна, од друга страна ембриологија, генетика и така натаму. Од друга страна, можно е со тек на време да рипнете по некој
чекор во инвитрото, веднаш да усвоите нешто што е веќе докажано технолошки овако. А регионално да речеме, аспект. колку пред нас има доста време се или тука се сите од прилика регионално да кажеме за Со почетоците, инвитро, да, почетоците. другите беа порано. Порано беа. Да, јас сум учил во Словенија, некои мои колеги Так. Бугарија. Србите беа заради војната нешто овакво, да кажам, подоцна, заради тоа овакво доцнеа. Меѓутоа, ја мислам дека и ние многу касно. Многу касно, 2001 година према 78 е многу Да, касно. баш доста време. Да. Сега понатаму постепено почна да се, да кажем, шири работата. Доста од моите генерации тогаш почнавме се бавиме со тоа што во Значи, државата, озбилно да се што насочите кон определено, тоа. озбилно да се насочиме, видовме дека нешто вакво во тоа има и почна резултати и со резултатите стигнавме постепено до стварно конкурентни, само регион во Европа. Браво. Така да почна и странски државјани да доаѓаат кај нас за лекување и така. Дека ми беше, затоа сакав ова, мислам дека и луѓето не ни знаат, реално, еве јас по принцип се знаеме многу години, јас ти никад не сум те ни прашал кога почнувало и затоа сакав да го споделим ова бидејќи доста се гледани емисиите и мислам дека треба да знаат какви се почетоците, колку било тоа све тешко на почетокот за да доеме сега да биде како рутинска процедура, можам да кажам, Баш така. без разлика на вако, али мислам сега веќе и голема е бројката на луѓе што занимаваат со таа работа. Да. А тогаш почетоците, веројатно имавте ли да речеме притисоци од тој аспект? Да не се започне од X причини. Не. Немаше тако. Значи, Не, поддршката не беше повеќе беше набавките, те кога зборам за државно. Да, така. Тој беше проблем, немаше набавките, притисок кој што медиумите викаме и така етички дале. или ова никаков тоа. Никаде немаше така. Не, можеби кај пациентите тогаш и сега не е исто. Така. Тогаш. Али медицински немаше. Тогаш беше табу да кажат Да. дека детето им е од инвитро. Да, десно. Денешно Не се време- кажуваше тоа. Денешно време носат мајци, my baby is from IVF или така нешто. Така, јасно. Добре, тогаш доваѓаме, ја би започнал тогаш, одма би се префрлил од тоа. Дали денеска сметаш дека паровите имаат повеќе проблеми да имаат деца него порано? И дали представува некаква тивка епидемија на модерно време? Дека ипак долго време си. Ако го тоа споредам со тоа време, значи со моите предци, мајки, баби, прабаби и така натаму, може да заклучам дека нашите баби раѓале по 3-4 до 25 години, годишна возраст. Така. Сега е право чудо да имате таков случај. 3 деца од 25, да. Значи, прво јасно нешто мисламе одлагање на оваквото желба за деца прво, второ кога. Така, И се повеќе добивам парави кои ќе речат сакам едно и толку. И тука завршува. И се подоцна. Да. Така, а кога да речеме се зима, кога се добива заклучок да речеме дека парот доаѓа и смета дека му треба помош, пример? Види, Колку време треба да помине, например, бидејќи после ќе одиме на системски со прашањава за женскиот и машкиот дел. Да. Али конкретно еве кога им треба, колку време проаѓа да речат доаѓаат и кажат оце мене ми треба стручна помош тука веќе. Генерално сега пациентите се поинформирани, поинформирани, доволно да отчукаш во мобилниот телефон и да кажеш, да прашаш кога треба да се обрата на доктор за неплодност. И генерално по светска здравствена е 1 година редовни сексуални односи без употреба на контрацепција. Така. Ако не настапи бременост, во тој случај се јавувате оваков доктор. Во отсуство на позната репродуктивна патологија. Сега позната репродуктивна патологија може да биде широка работа. Така. А дали мислиш дека денешниот начин на живот го намалува плодноста кај? Апсолутно. Дали сметаш Апсолутно. што на пример сметаш дека може најмногу да влијае на? Основна овако, знаеш како Дали има некакви стручни податоци кои што даваат дека дефинитивно влијае, пример? Знаеш како викаат, lifestyle и environmental, значи начин на живот и фактори на околина. Има едно чудо и кај мажот и кај женскиот партнер што можеш да ги наброиш кои што треба да се коригираат. Ева, сега ќе почнеме од мажите. Добро, мислам, целата работа ми беше дали има некакви податоци каде што, например, стресот, немањето на сон, работата, типот на работа, ноќна смени, дали такви некои работи сметаш дека има податоци или од лично искуство доведуваат до Има вако? податоци хроничен стрес, например, дека влијае и кај маж и кај жена за намалување И све да е нормално? Така го викаме, и све да е нормално. Све проверуваш, све е нормално, да, едноставно да, нема да. нема причина, едноставно нема
Тоа е една од назначените овако причини. Другите се помалку или повеќе врзани со дебелина, пушење, Да речеме алкохол. Така. А да речеме возраст. Дали Возраст влие многу? апсолутно. Значи ние што викаме на сите кои ќе дојдат, прво и основно за проценка за шансите за да забременат е прво возраст на мајка, односно на женскиот партнер, потоа на мажот, меѓутоа многу помала овакво. Неправедно, ама така е. Така. И сите се ги имаме, односно познати се границите 35, 38, 40, 42. Знаеш колку е ние го викаме на англиски take home baby rate, baby дома после 42 години. Едноцифрена шанса е. 5-6% да жена, само возраст ако е А земја. дали може да речеме на 20 години она да има, да е све окей, да не може да забремени? А да има податоци, дека испитуваш све, сите хормони, све окей, мажот све окей, или веројатноста е многу помала? Помала е веројатност. Апсолутно е помала. На 20 години повеќе може да се бавите со некои проблеми со менструални овакво Тоа да прави проблеми, проблем хормонални условно да кажеме, уште апаратот не е овакво созран, па на тој начин да видите. Мада има и ретки, додуше многу ретки случаи, кои што имаат други разлози за неплодност. Например, вродено отсуство на некој од внатрешните гениталии, матка и така Така, натаму. дали анализава нови што е МХ, овој антимилеров хормон, дали тој која анализа е многу битен по принцип? Битен е, откако да кажеме се воведе, откако драстично овако поевтине, многу добра ориентација ни е. Да кажам. Да. Знаеш како, денешно време имаме среќа да живееме од тоа кај што некои проблеми може да се решат, односно да се инвестира во решавање на проблеми понатаму. Конкретно мислам на смрзнување на яйцеклетки, пошто спомна антимилеријан хормон. Со антимилеријан хормон дури на 25 годишно овако девојче може да претпоставите какви му се резервите и со просто ултразвучен овако преглед и да му предложите дали воколку во моментот не планира или во подолг рок не планира овако пород, и му предложите смрзнување на яйцеклетки. Еве неколку дена поред имам пациентки слични овако такви. Па ако имаат и болест, ендометриоза, да кажеме. За ендометриозата е болест која се носи цел живот и смета за фертилитет, поготоа ги намалува овие оваријални резерви. И на таквите, секаде во свет би им предложиле смрзнување на яйцеклетки. Тоа не е социјално веќе, тоа е веќе медицинска. А прв фертилити чек кога претпоставуваш дека по принцип треба да се направи? Жена, например, треба ли да прави уопште по тебе? Фертилити чек генерално мислиш Да се испита, да се конкретно. Знаеш како, ние викаме почеток на ако у педиатрискиот адолесцентниот период све е добро, тогаш се други задолжени, нели, педиатри да видат дали развојот, пубертет, сексуални карактеристики секундарни и така натаму. Штом почне со сексуални односи, паралелно со пап тестот, гинекологот матичниот прегледува ултразвук на органи. Тогаш треба да опратат внимание на форма на утерус, на матка, на овако изглед и бројка на фоликулите кај јајниците, на овако на овариумите и да насетат евентуално дали нешто може да се случи со таа резерва. Плюс антимилеријан хормон и тогаш ви веќе појасна ситуацијата и на млади години, пошто има случаи кај така наречено прематурно или примерно оваријално попуштање. Антимилеријан на 20 години многу низок, 0, нешто. Така. И таквите случаи у адолесцентниот период и на почеток е подобро да се откријат, пошто имаат нешто повеќе шанси да понатаму заштедат за жената. Тоа ќе дојдам до напрачање, тоа би почнале кои се најчести причини кај жените за неплодност? Причините Вака, ако има некаква статистика, да речеме. грубо, генерално целосно причиниве со децении не се променети, да кажем. 1/3 кај мажи, зборам кај парот, 1/3 кај мажи, 1/3 кај жени, 1/3 комбинирано и нешто 1-2% необјаснет овако неплодност. Кај мажите еден фактор, кај жените се 2 фактора. Кај мажите производство на сперма, квалитет на сперма и така натаму. Кај жените има морфолошки фактор, значи механика, постоење и правилна формација и развој на внатрешни гениталии, почнувајќи и надворешни, почнувајќи од вагина па се до јајници. Овако до јајници и туби и канали.
И второто е хормонското овако миле, тоа е баш хормонскиот миле на јаници. И тоа прави 3 фактора кои што ние сме должни на почетокот по одреден редослед да ги испитаме. Што значи тоа? Прво ќе го испитаме мажот, пошто тоа е најлесно. Потоа, воколку е тоа во ред, одиме на испитување на морфолошкиот фактор, што значи механичкиот фактор, тоа се прави со обична рентгенска метода најчесто, и испитување на хормони, за да видиме што су. Практички во еден месец во такви случаи може све да испитаме. Така, тоаш ја би отишол тогаш подетално за ова што го кажа, бидејќи претпоставувам ќе гледаат и мажи и жени за однос на ова, бидејќи е навистина битно животно прашање, можам да кажам. Би почнале прво со полицистичните јајници, бидејќи се многу чести. Дали тие представуваат проблем кај за забременување? Види, Да речеме како причина и што би правеле у такви ситуации? Она има полицистични јајници, веројатно се чести. многу чести се, да. Многу пациентки доаѓаат, ама избезубени од ова. Имам јас полицистични јаници, нема никогаш да останам трудна, никогаш да родам и така натаму. И ја лично кој ќе видам полицистични јаници кај пациентки кои што патат од неплодно се радуја. Да знаеш кај е проблемот. Не што знам кај е проблемот, него тие у пракса полицистични јаници имаат многу јајца, многу фоликули. Аха, јасно. Богати се. Да. Кај ниво антимилиран хормон е 6, 7, 10. Значи обратно е тоа. Зато сакав така да се објасни. И си жена има резерви. Како и да е, полицистични јаници во главно, во најголем број на случаи се математички проблем. Некако ќе направите, ќе испитате хормономија, па ќе испитате инсулин резистенција, па ќе овако видите дали со некои лекови ќе може да еволира, зборам ако другото е све во ред. Така. Мажот и партнерот и каналите. Така да во пракса викам не се секирај, чекај да видиме дали другово е добро, за полицистични јаници постепено ќе ги средиме. Да. Тоа што идеме на дали редовниот циклус или нередовниот циклус се проблем за забременување и што би правиле у такви ситуации? Да, полицистични јаници е еден добар пример за да кажам нередовни циклуси, за каснати циклуси. Во пракса, во најголем број на случаи, редовен циклус значи и овулаторен циклус. Меѓутоа не е тоа секој случај. Нашите стари професори вика, ако има болна менструација, значи дека овулирала. Болна и редовна, значи дека овулирала. Меѓутоа, генерално и кај редовен циклус не е лошо, пошто нема гаранција дека овулатор на жената, не е лошо со една проста анализа, тоа значи одредување на хормон, прогестерон 7 дена пред очекуваниот циклус, пред очекуваното крварење, менструација, да се земе крв и да се види околку е висок, надале некаде жената има овулација. Тоа е ретроградно овако. Да, тогаш би прашал исто тироидната жлезда, она е релативно, дали се испитува рутински или не пред? Сега тука се малце, да кажам, гајдлајнсите контроверзни со тек на годиниве. Последното ние што си го пратиме во праксата е да испитуваме заради тоа што параметрите за вредностите на, се сакам поедноставно да кажем, на тироидниот хормон ТСХ, го знаат пациентите сите, за нас и за ендокринолозите не се исти. Ние од аспект на забременување и носење на бременност бараме одредена вредност 2,5 и помалце. А нормални вредности во ендокринологија се и 4,5 и 5. Така да генерално знаеме дека така наречена субклиничка хипотиреоза, така викам, или хипертиреоза, може да прави проблеми од наш аспект од репродуктивен свет и треба да се лечи. Многу е полесно кога се работи за малфункција, за хипофункција на штитна жлезда, тогаш давате хормони кои се безбедни и у бременост и така натаму и така натаму. Гледаме да го одржуваме така. Уште повеќе кај некои жени со послаби резерви, вика дека ако им додадеш малку од тој тироиден хормон, може да издачиш уште едно-две јајце клетки повеќе на инвитрото. Така, јасно. Така да некои такви финеси користиме. Тогаш, бидејќи го спомнавме тироиден, тогаш од хормоните, кој хормонален дисбаланс е уствари најголем проблем кај жените? Значи без разлика на возраста, да речеме, ај кај повозрастни жени, претпоставувам, али 25-30 години, 35. Едноставно кажано, тие се викаат
жени со пациентки со намалени збориме од репродуктивен Да, аспект, јасно, така, да. жени со намалени оваријални резерви. Токму ова што кажува. Има жени кои што не мора да е 42 за да е низок антимилеријан хормонот и да е овако, тие и на 35 и на 30 може да им е. Да, јас се значително сеќавам, понесен. на пример на гинекологија, ти бе сигурно многу подобро се сеќавам на вежби кои идевме, тоа што беше, она стои, сам пред нас ни кажува професориве, на 28 години стои старородка, им стои на кредитиве. да. Она беше стоеше некако од 28 години старородка, стоеше баш напишано на табли, на оние што ги таблине што стои. Се сменија времењата, Секој се сега се сменија. повозрастни и по Да, и на 28 пишуваше, беше на 28, 29, веќе 30 е, мислам, она длабока старо за сега мислам баш онака е од тој аспект е на вистина изместено тоа. Мислам, окей, за мене максимално Тоа позитивно. викам, највише сака да пролонгира, да забременат. Добар дел од парови, жени, кариера, успех и така јасно. натаму. Мислам, Чека, тука нема, постар, да, чека. тоа дава можности големи, Не, али нема тогаш збор. тука се би се бидејќи дека ги фативме ни општи работи, тогаш би спомнал за она типична болест, ендометриозата, дека она е ипак некакво заболување кое што е реален проблем. Еве, да речеме, како настанува, кои се причини за ендометриозата? Ендометриоза е, мене, да кажем, од почеток на кариера ме прати Те гања. со ме гања, што се вика, да. Тоа е бенигна болест, ама се носи цел Досадна ја живот. носи цел живот, да. Се носи цел, независно дали е оперирано или не. Никош не можеш со нож да извадиш овако Така. цела, ниту па со Со некои лекови. терапии да ја направиш, може да ја стагнираш, може да ја направиш. Целата работа е да нема симптоми и како така да роди едно-две деца, па после тоа лесно се овако решава. Значи, знае многу болно да биде кај млади овако пациенти. Кои се основни симптоми? Како да пример да знаат пред да отидат на гинеколог, што чувствуваат они за да Најчесто е болка. болка се јавува? Најчесто е болка. Обично е првиот и вториот ден од менструацијата, Така. ама може да биде по некој пат и во тек на овако други. Тоа е заради тоа што по обсежна метроза може прираслици да ствара некаде, може да биде болни односи, што исто така ако е некаде. А нема никакви Подолу. инфекции, нема ништо, едноставно Во осеќа пракса добар дел од тоа не е. Тоа е антибактеријска без инфламација е тоа, Воспаление, значи воспаление, меѓутоа не со бактерии, него као реакција на ендометриотичното ткиво. така. Тоа е значи ендометриумот од матката ектопично на различни места други. Ако стане највише на јајници, па околу јајниците, позади матката, може црева, може да стигне дури и до случаи така Што натаму. правиме во тој момент? Значи, Што правиш ти конкретно? основно е да од почеток се фати оваква ситуацијата. Матичните знаат ако е јасна ендометриоза Ја приметуваат одма гледате вика. Ако е на јајник циста, ендометриотична или нешто овако слично, ја приметуваат, праќаат на контрола. Проблемот е ако не се гледа, а има симптоми на ендометриоза. И ја доста често им кажам на пациентите, дајте ќе пробаме нешто, без да ви правам инвазивни. Единствено можете да правите лапароскопија и да земете биопсија, за да докажете дека е ендометриоза. Ендометриоза, така. Меѓутоа, е 20 годишно девојче, тоа е греота инвазивна метода во моментот да правиш, а не сака деца, нема други оваква маки. Така. Треба да видиме конзервативен третман. Така. Тој се состои од обични некои орални контрацептиви, Така. со кои што 3 до 6 месеца ќе пробате да ги прима. Ако симптомите се смалат драстично, ете ви е диагнозата за ендометриоза. И добар дел младите девојчиња кои што имаат мака болки, а не сакаат во моментот да се остварат како родители, ги ставам на оваа орална контрацепција и тоа подолго време. Дали може жена во фаза на таа да забремени? Дали Не. Тогаш нема шанса. Значи едно со друго не иде. Терапија на ендометриоза со орална контрацепција и освен пие, ако не промаши некој апче. Да, може. А иначе да речеме, Иначе- иначе да речеме ако има ендометриоза и не се лекува, дали може да забремени? Да. Тоа ти е добро прашање. Видиш, многу често ќе отидат кај било кој, ги гледат многу едноставно работи. Да, имаш циста, треба да извадиш, па после да забременуваш. Не, ја им викам обратно. Ако сум прилично сигурен дека е тоа ендометриоза, пробајте прво, 6 месеци, 9 месеци, зависи од Без случајот разлика, како, без разлика на ендометриозата. Пробајте, многу може да добиете. Зашто не било кој да оперира во светов ендометриоза, на јајници овако зборам, знае дека ќе ги намали резервите
на пациентката од јениците. И може се деси после никад да нема деца. Јасно. Затоа прво ова добро треба да се одмери и нашиве колеги овие што работиме ендометриоза генерално викаат најдобро да оперираш еднаш. И треба да знаат Еднаш бидејќи уживаат. да, и дека потенцираше дека не е тоа инфекција, значи да забремени ендометриозата не му наштетува на плодот. Апсолутно. Значи, тоа треба да се знае дека нема- Тоа треба да се знае. Бременоста сама по себе со хормоните ја стагнира ендометриозата и најголем број на случаи си И дури овако подобро се тера. проаѓаат со Апсолутно ако забремени- керува да операција нема потреба. Одлично. Баш тоа Дури сам- дури после првото дете ми викам не ја оперира ендометриозата, повторно покаже пробај. Така. И ако може Јасно. Тогаш тука би се надоврзал на инфекциите. Кои се најчести инфекции кои прават проблем, кои што се да речам така опасни да кажам. обично се сексуално трансмисивни, Да. хламидија, уреаплазма. И тие се Некои исто други досадни банални. бактерии кои што се како за заглават се Досадни се неисерија, тоа е да. И што правиме во такви ситуации? Сега ќе се вратиме повторно. Се Дали лечи. може да забремени со хламидија, со сите овие? Ако забремени, ќе тераме бременоста и ќе даваме лекови кои се компатибилни со, да, кои се компатибилни со ова. Меѓутоа, у пракса е проблемот ако постои хламидија или неисерија или тие микоплазми, уреоплазми, е проблемот кога правите, да кажеме, на просто снимање на каналиве. Хистеросалпинографија може да проширите инфекција. Да, автоматски значи, обично правиш, прво да. ги скринираме за бактеријава. Така. И генерално добар дел од овие кои што се јасно позитивни на хламидија или нова, веројатно тие ги рипаме тие инвестигации, правиме директно по инвазивните хистероскопија, лапароскопија за проценка на канали, за проценка на матка и така натаму. Претходни интервенции на абдомен, дали може да направат прираслици кои што исто така може да влијаат? Апсолутно, особено гинеколошки операции, вадење на миоми, операции на цисти и така натаму, слепо црево, особено комплицирано слепо црево, или други абдоминални некои. Што се прави во тој момент? Како го решаваш тоа? Ако веќе знаеш дека може да има, кога поставаш индикација поедноставно да веројатно претпоставам лапароскопски влегуваш за да исчистиш тоа ако има прираслици или Да, сега зависи од тоа што претходно било и дали сум сметал за претходно дека треба да ги проверам каналите се тогаш проблем најчесто. Да ги проверам каналите со рентгенско снимање, со хистеросалпингографија. И сега ако таа хистеросалпингографија нешто унапред ме води, што би се рекло, дали можам нешто да направам околу каналите, да ги расчистам прираслиците или барем едниот. Овако да видам, различни се ситуациите, ама ако нешто друго сум работил живот со канали, сега веќе и после тоа со инвитро, со туби и со инвитро, отприлике знам што вреди, а што не вреди да се работи добар дел од колегите. Инвитро од таа страна малку се потисна репродуктивната хирургија на каналите, меѓутоа се уште се комплементарни. А контрацептиви долготрајно користење, дали придонесуваат за проблем за забременување или не? Има како податоци вака? Орална контрацепција, кога збориме орална контрацепција, што прекинете 2 години, 3 години примање, може веднаш после да почне да Нема проблем. Нема проблем. Многу владеат, да кажем, мисконцепција околу орална контрацепција кај помладиве овако жени. Јас многу често препорачувам. Не е само ендометриоза, за регулирање на циклус. Знаеш, она е кај полицистични јајници, исто така. Значи, нелекувани полицистични јајници од било кој аспект, дури и со орална контрацепција, представуваат фактор на ризик за појава на карцином на ендометриум понатаму. Да, тоа се дополнително доаѓа На 30 години, ако не сте лечеле некој или ако не се пријавила воопште на лекување, доста често се гледам сега, едно време ги броев, ама мислам дека до сега од кога почнавме да ги откриваме, сигурно имам, јас лично само, не зборам колегите колку. Да, плюс. Над 150-30 годишни жени кои што имале ран карцином на ендометриум, а немале деца. Случајно сум ги открил, пошто дошле кај мене заради тоа што не може да останат овако бремени. И најголем дел од нив испаѓа дека се во суштина неприметени од самите нив полицистични јаници кои што долго време така имале менструации на 2 месеца, на 3 месеца, ендометриумот им претрпувал такви лоши промени.
Така. За среќа, ако се фатат релативно овако рано, има конзервативна терапија за тоа и може да се остварат после како Ја, родители. тогаш морам да ги поставам пред да дојам до пред да почнем и со машките проблеми во однос, ми беше дали оние практични прашања кои што се среќаваат луѓето, да речеме од типот дебелината, дали може да представува проблем за И кај мажот, и кај жената. така? Пушење, Од кај доаѓа дебелината? Зошто дебелината би било проблем по принцип? У пракса врзува хормони, естрогени. Така. Од ова. И дисруптира тоа милје таму кај да кажеме познате метаболен синдром, така? И кај мажи, и кај жени, дебелина, инсулин резистенција, често диабет или предиабет и да или не хипертензија. 3 од овие се метаболен овакво синдром, а дебелината е прво. И у тој случај нема репродуктивец у свет, па и општи доктор што нема каже прво смали тежина, вежбај нормално, физичка активност, ни премалку, ни превише, пошто и ова превише може да носи и кај мажот и кај овако жената. И ако има потреба, се даваат некои лекови од тип на овие инсулин, ние ги викаме инсулин сензитайзери, тие се метформин и овакво инозитол и така натаму, ако треба па се даваат и ова. Последно време чак и за овие нови лекови, Оземпик, GLP. Така ми беше, затоа ми беше интересно, затоа ги поставив овие ни базични прашања, онака што секојдневни, да речеме тогаш исхраната, типовите на исхрана, вегетаријанец, веган, нормална исхрана, претерана исхрана, значи дали од искуство овака, ако си приметил да ти кажат како податок дека е вегетаријанец или е веган или ова, дали представува проблем за забременување по тебе? Дали од искуство или дали вака имаш податок? У пракса имам еден податок интересен на времето што дека правевме инвитро сите загреани и направени и овакво цел свет, некој општи доктор у Канада на конгрес им реферирал баш само на пациентките за инвитро како им е правил диетата. Едната била протеинска диета. Добро. Значи овоше, зеленчук, месо, да, ама протеинска. Другата била онаа нормална исхрана со јаглехидрати, со масти и така натаму и така натаму. Испаднало дека кога овие со протеинска се диета, резултатите инвитро се многу овако повисоки. Честитале што како, па вика, вие размислите едноставно, ја така размислев, сакате ембрионите да ви се бањаат во протеини или во шекери или во маст. И така искачи. Генерално таква диета е препорачлива. Друго што ме прашат се да речеме спортисти кои што се бават со професионален спорт, активно, екстремен спорт, така кажеме. Ќе почнеме со мажите, така може тука ќе не, сакам претходно ќе мислам спортисти мажи. Да, ќе со мажите спортисти да речеме бидејќи по принцип може да се земаат одредени средства кои што влијаат. Еве и кај жените на пример, дали тоа е реверзибилна појава, да речеме, ако се престане, дали можат да забременат, бидејќи има навистина луѓе што се посветуваат навистина кон спортот и може да имаат и резултати и све, без разлика на ова. Така, да кажеме, кај мажи, тестостерон и анаболични стероиди, што е у суштина некој тип на допинг, строго забрането. Да. Вишак ако не е препорачан доктор кај што има мајак на тестостерон кај мажот, кој што е битен многу за сперматогенеза, производство на сперма, вишак може да направи катастрофални последици. Дури некои од нив и да не се повратат после, зборам за квалитетот на спермограмот. Стероидите у пракса веројатно дека релативно полесно се опоравуваат после тоа. Ама, генерално, од наш аспект се најчесто забранети. Кај жени, ексцесивна физичка активност може да доведе до пореметување, тешки пореметувања, тоа се вика хипоталамична аменореја у менструален циклус. Значи, по 3, по 6, по 7 месеци, такви имам доста овако пациенти. Што се бават со активен спорт. Млади девојчиња кои што сакаат или активен спорт, или вежбаат, или прават, и одеднаш нема циклус за ова 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци, 6 месеци и така. И сега се мачиме некако да пробаме прво да нормално тоа со тренерите треба некој да прави муабет, најчесто овако да се тоа малце изнивелира. Ако после известно време
не се спонтано овако, кренам да ги ставам на хормонална терапија. Ќе мора најверојатно, да. Најверојатно, тоа се пак орални контрацептиви, а им се потребни, пошто кај нив пак хормоните се многу не. Добро, тоаш пред да дојдам до целиот процес на крај ќе сакам да го објаснам како изгледа тоа све, како се прави све тоа, али да почне да бидеме мораме да ги фатиме се и мажите, за да може да направиме ком цела една целина. Кои се главни причини за неплодност кај мажите и дали мислиш дека има експанзија на тоа? Мислам дека има и тоа си докажано овако светски, пак ја стално кажувам вака кога правиме муабет. Ја тоа време кога почнав да студирам, нормален спермограм Светска здравствена организација беше најмалку 60 милиона у милилитар. 60 милиона сперматозоиди у милилитар. Така. Сега е 20. Просек. Да. Значи за да се крсти нормален. Така. Што значи за да они 3 пати е смал од границата за нормален спермограм. Значи нешто се Значи случило. нешто се случило у тек на деценииве. Сега има случај вака и кога зборам овако со мажите, ќе дојдат испаничени или па неправедно овако радосни, Така. дека спермограмот е ваков или таков. Спермограмот е генерално како армоника, растеглива категорија. Никој не може да каже, освен во екстремни случаи, со овој квалитет на сперма може да се деси бременност или не може да се деси бременност. Затоа треба внимателно, особено ако тумачите само единствен резултат. Може да е инцидент, може да е преголема физичка активност, може да е пушење, алкохол и така натаму. Може да е преголема абстиненција или премала абстиненција пред да го даде овако примерекот и тогаш внимателно на спермата и на јајцата, отприлike толку на јајцеклетките, им е потребно околу 3 месеци да се коригира, да се обнови, да се направи. Обично даваме некоја 3-месечна терапија, па после тоа контролираме повторно. Има екстремни. Претпоставам дека и возраста, сигурно тука нема дилема. Има и кај мужите, да, поготово што тој период како тече возраста и како делуваат фактори, нели, на околина, исхрана и така натаму. Се зголемува степенот, сега сакаме да збориме на така наречен оксидативен стрес, на фрагментација, така наречена фрагментација на сперматозоидите. Фрагментација се збори на ДНК. Така. Што е у поголем процент со текот на возраста овако се зголемува, а и кај некој случај на неплодност е значително зголемено. Проблемот е, знаеш како се, валјда ќе се реши у наредниве години. Така. Тој фрагментираниот сперматозоид на микроскоп изгледа исто како и неубавиот не фрагментират. Двата се овакво. И сега кога збориме за инвитро, со кој да оплодиш. Не постои реал тайм метода која што ќе ти каже ова е фрагментиран, овој не е фрагментиран. Али затоа па даваме оваква неспецифична терапија, витаминска, од поливитаминска минерали и така натаму. И се очекува да се качи, се очекува да таквите делува на оксидативниот стрес да го подобри. Не, мислам дека мене што ми било најинтересно бидејќи претпоставувам дека и начинот на живот, ова све што се случува од порано и сега, ова динамика што постои од секаков аспект придонесува. Еве сонот и ќе речеш алкохол, пушење, тоа е стандардно со цело стално било и порано се пушело и се пиело, па сперматограмот пак бил солиден. Значи повторно има нешто што јас сметам дека може порано и поише се пушело него сега што се пуши. И алкохол се пиел веројатно и понеквалитетен него сега што се пие. А спермограмот викаш од 60 милиона паѓа на 20 милиона. Ја ипак мислам дека стресот е како што се хроничен стрес е где овако си е докажано. Како ти ќе дојде тебе ќе ти речеш, ама работи стресна професија, учиш ти случај, дај намали стресот. Ќе му дае шапче нешто или написе да нема како да не. Тука ми било стално онака дилемата бидејќи од една страна ја имав и гости прекрасни ликови психијатри, знаеш ќе ти рече абе ќе намали стрес, како да намалиш кога слични професии имаме пациенти, она намали, како ќе го намалиш мислам? Тешко е тоа, ама види, хроничен стрес ја па не верувам дека е бесконечен стрес. Па да, и тоа што е. Некој пат ќе се овако напред се проблемот да се. Така и тргајќи тоа на страна, кои се онака болести како што ја кажавме ендометриозата на пример, да речеме, еве, варикоцелата е веројатно еден проблем кој што за кај маживе збориме сега, да. Прво кои се најчести такви заболувања кои што може да
Што викаш да се радуваш ако му откриеш бидејќи ќе го решиш, па од вродениве кои што може да донесат до вакви пореметувања на мушки фактор се некои хромозомски или генски овакво проблеми. Така. Знаеш и ти работиш со такви Клинефелтер синдром, тоа е 2X1Y, или има такозвани микроделеции на Y хромозом, значи нешто му фали на Y хромозомот, како што се очекува драстично овако лош спермограм и како што ако веќе имаме таа дијагноза, веднаш треба да се превземат мерки. Иначе или вика порано заушки инфекции. Тоа сакам да кажам. Кај прв пат кога доаѓа маж за проверка и со спермограмот, што ќе го прашате? Дали имал таков некој така инфекција, заушки или некоја друга инфекција овако претходно, има такви случаи, простатити, епидидимити, така како што ги викаме. Дали како мал е оперирано нешто кила или неспуштени овако тестиси, доста често не ни кажуваат. Забораваат едноставно, се завршила работата и така, имал неспуштен тестис или оперирани кила. И генерално тие овако работи. Најчесто, види, 50 до 60% од вакви лоши спермограми остануваат необјаснети. Вака ги објаснуваме ние со лоши фактори на околина. Не знаеш едноставно што е. Земај антиоксиданси, земај лекови, витамини и така. Мислам, тоа се све суплементи сега. Дали сметаш дека ако он има, пример, 10 милиона и немаат, дали сметаш дека може да забремени жената? Дали има некаков услов однос на бројот? Знаеш како, имам ја нека оваква граница и генерално своја теорија, колегите, да. Кога ќе добиеш некој, што викам ја, нејасен спермограм аспект, не си сигурен дали да, дали не. Така. Ако е све друго вред, им предлагам да направиме барем една интраутерина инсеминација. Што значи тоа? Целата сперма што ќе даде он, во моментот се обработува, се центрифугира, па тие здравите испливуваат таму и практички тогаш добиваш количина на милилитар која што е од целиот сперма, од целата количина. Целокупната количина. Спермограм е само една капка, две. Да, јасно. И никогаш не си сигурен дали е тоа овако. Ако тој квалитет на првата инсеминација на подвижни сперматозиди активни така, е 10 или повеќе, веќе мислам дека се солидни овакви шанси. Добро, тогаш сега доаѓам до еден момент кој што ми интересен и сакам да го објасниме за да може да го разберат. Значи, одиме на опција, прво прашање. Доаѓаат кај тебе, значи сите овие работи, ја следи жената, го знаеш мажот, го знаеш спермограмот, ги знаеш морфологијата на жената и така натака. Кога се поставува индикација? Еве, бидејќи ти ја зачна таа тема на крај, кога се прави инсеминација, кога се прави инвитро. Значи, кога парот доаѓа кај тебе, го испитуваш парот, има 20 милиони мажот, официјално, жената проверуваш све окей, нема деца. Пробуваат некое време, не знам, еве, значи, има некоја граница и ти викаш окей, ќе пробаме. Дали прво се пробува со инсеминација? Да, и од практичен аспект, условно кажано, реално е поедноставно сега факт. Можам да кажем па и за брачните, односно за двојките е полесно од финансиски аспект. Да, и тоа. Што мислам на тоа? Нашиот фонд, кој што покрива делот овако, кој што покрива, мислам сега до 6 обида, бара задоволување на одредени услови за да издаде дозвола, за да дојдат кај нас со ваучер, цената покриена од фондот. И они обично бараат 4 инсеминации кај... По стандард има. Да, кај помлада жена, да кажеме кај овако. Кај некој понатаму може да се направи оперирана жена или постара жена да биде со 3, со 2, или пак кај тешки пореметување на спермограм со ниедна. Така. Сега, што значи тоа во пракса? Ако е све друго нормално, имаме... Доаѓа едниот партнер вака, другиот... Реално им викам, ќе направиме 2 инсеминации овакво поред, воколку двете се лоши, имам, да кажам, право и сметам дека можам да напишам писмо до Фондот за здравствено, да кажам дека, видите, многу се помали шансите со ваков спермограм, односно со ваков резултат од инсеминација, многу се помали шансите да остане бремена, него ли со инвитро. Они да им дозволат. И дали инсеминацијата, мислам, психолошкиот момент, дека ипак е се тоа некаква процедура, ипак они двајца доваѓаат, ипак тоа е
пак е некаков стрес, мислам, ипак не е, очекуваш, па им викаш нема, очекуваш, им викаш нема. И тоа ти замислиш 6 пати, да, тоа не е на секои 15 дена да го правиш, или 4 пати, на кој временски период се прави? Преку 1 месец. И замислите си 4. Така ни бара. Да. Тоа се 8 месеци. И најчесто така доаѓаат фамилиите или ќе се случи најчесто така? Ако е све друго во ред, и ако покушаваме, види, Тоа психолошки нели е одреден стрес кога доаѓаат, очекуваат. Види, тоа е за све така, па се витро уште повеќе вече. Да, тоа писам витрото е плюс, затоа ќе дојам до тоа. И знаеш како сега мене па ми е криво ќе рече тебе се ти барем ја гледаш и другава овакво страна. Многу ти убава работата, стално работиш со трудни, стално срекни ова. Ама ја треба на 50% од жените во месецот да им кажам дека не сме успеали. Така е. Значи не е тоа толку. Затоа го кажувам како концепција ми беше исто интересно да речеме кога се кажува. Мислам тоа треба да го спомнеме бидејќи и кај тебе е тимска работа. Значи така. Постои тоа не го спомнавме, сакам да го потенцирам дека имаш ти мора да имаш добар тим од ембриолози, така. од сестри, од кои што веројатно се многу битни за оваа работа. Апсолутно. Да, тоа би сакал малку да ги Инвитрото не е one man show. Да, тоа е. Не е one man show. И тоа веројатно добро се познавате сите за тој систем да Тоа мора ние гинеколозите прво ги регрутираме, ги селектираме, ги припремаме овако пациентите, пунктираме и така натаму, понатаму. Еве да дојдеме сега манипулацијата во јасно. Како доаѓаме сега до инвитрото? Значи, како се прави инвитрото? Технички. Ќе дојде фамилијата, што се прави? Примерно. Значи, кратко речено, збориме за постапката, така? Целата постапка да објасниме како изгледа. Дали е болна, не е болна, како изгледа процесот? Пациентката проаѓа низ одреден период на примање на хормони, инекции, тоа е со стимулација, зборам за класична инвитро постапка. Идеме класична инвитро, да. Класична инвитро постапка. Извини, таа не е променета, нешто дали е сменето или е останато? У пракса се истите лекови, меѓутоа има финеси. Има финеси кои што се промени од 2001, да речеме. Да. Затоа кажувам. Да, значи истите се лековите, само сега се генетски инженеринг лекови. Порано знаеш од што се прави од урина на менопаузални жени. Да, тоа е малку било без вeze, да. Да, така беше. Сега се генетски инженеринг, али се истите хормони, тие што ги има и жената у организмот. Од прилика тие хормони за стимулација се примаат 10-11 овакво дена, по 2 дена по завршетокот на таа следува пункцијата. Пункцијата обично во анестезија. Така. Тогаш се вадат јајцеклетките. Така. Истиот ден мажот, односно сопругот дава овакво материјал, сперма. Така. И таа, зависно од квалитетот на ова, или се оплодува директно, што е тој идат ке ембриолог, ембриологот ја превзема. Да, идат они. Ке ембриолог, ние ги даваме јајцеклетките ке ембриологот. Колку е битен, еве тука ќе спомнам ембриологот. Дали неговото искуство, каде е вештината на ембриологот, да кажеме? Еве да кажеме, сигурно и таму има некој што е повешти, некој што е помал, што има секоја професија, претпоставам. Каде е моќта негова да? Секоја професија има овако тако. Генерално мислам дека теоретски све се учи. Да, јасно. Така и ја можам теоретски. Треба да прво треба да се добри мануелци, поготоа што сега имаме многу овако ситни, не само тоа, јајцеклетките треба да се исчистат, па треба да се, ако треба да се потом понатаму оплодат. Ама основно по мене, пошто и тоа овако се учи, да знаат во секој момент каков им е сетингот на апаратурата во лабораторијата. Тоа се услови кои што се далеку поизискателни него во операциона сала кај што ја оперирам. Така. Оваква операција. Тоа мора да им е под конац. Притисок на CO2, на кислород, да не зборам сега, таму има милион овакво. Медиумите одлично да ги познаваат. Значи мора да се несат и технички уработени. И они го оплодуваат тоа сега? Да. И у моментот го оплодуваат, го ставаат во инкубатор и се чека сега 3 до 5 дена за да се види дали се развива. И таму добиваш колку отприлика ембриони, да речеме? Зависи колку. Има ли некаква процедура? Се знае ли бројката колку е? 10, 2, 5? Не, математика нема. Нема. Математика претходно можеш да претпоставиш со која доза на хормони ќе ја стимулираш за да добиеш некоја оваква реакција. И у моментот имаш ембриони овакво добиени веќе, колку ставаш кај мајката? Ја преферирам еден да ставам, исклучително случај кога инстират пациентите 2.
Така. Затоа што со тек на времето става 3, 4, 5 и така натаму. Ама сега во напредниве овако земји дури и близнаци се смета за компликација. 5 пати се поризични близнаци, како не, сигурно, единичен овакво. Па фактот и А и мислам да не е статистиката инвитро, докажува. да не е инвитро е проблем, мислам нема не е само се дополнителен проблем. Овака инвитро па вештачки правиш, ја тргнам што се вика. Да. Што сакав да кажам, а и статистиката кажува дека многу е напредната техниката на смрзнување на ембриони и дека практички кога ќе вратиш смрзнат, односно одмрзнат према свеж е исто, можеби и подобро. Така. Така да се дешава, па во некои случаи ние да кажеме не ми се бендисува ендометриумот, не ми се бендисува ова, хормоните и така натаму, све што имаме ембриони, замрзнете ги и после ќе ги враќаме. И у тој момент ти ставаш еден, колку време се чека за да се отприлика Од враќањето од ембриотрансферот 15 дена си у стендбај. У тој момент си у мајката стендбај, може и 10 дана. Да, така. И што се прави у тој момент? Мајката мора да мирува нешто или Не, се практикува? не, може би Дека имаше некои теории, нели мора да нема мирува, теорија. да дека лежат, тоа- да. Не, јас барем овако и викам тој ден може би одмори дома наредниот, после тоа најнормално понаши се. Све. Нема шока си го вратил ембрионот тоа. Да, и каква е статистиката, вака, еве да кажеме, може да кажеме твојата статистика, еве да кажеме или глобално каква е статистиката најчесто во некакви проценти, да кажеме на. Види статистиката И дали е променета од порано и сега, по принцип. горе долу се поклопува со статистиките во западни овако земји. И пак е статистиката и стално овако, кажем, тоа по возраст на жена. После се другите овако фактори. И статистика не е само да остане бремена. Статистиката е да роди. Да го задржи плодот. Значи, постоја тука биохемиски бременности после инвитро, ние ги викаме мисец абортуси, спонтани абортуси, овако после инвитро, кај повозрастните малформации, хромозомски аномалии и други овако типови. За среќа има начини кои што веќе у првите 3 месеци може тоа да се. Тоа ше неминуно ти прашам, која е најстарата жена што си имал за инвитро и најмладата жена за инвитро? Најстара 52. 52 години. Да. И со родено дете? Не. Прво. Аха, добро. Да, роди. Тоа ви кажам. Не, ја те разбрав претходно дали имала дете. Не. Као што викаме, све направено инвитро и жената се родено здраво дете. Да, најмладата се не беше точно кажам, мислам 19 или така нешто, тие беа апсолутни индикации. Значи, напред на 19 години? 19 години, ама ако е катастрофален спермограмот. Нема, Таа индикација сака да има. Таа индикација беше, да. Омажени се, разбираш, сакаат деца и така натаму. Сега да ги спомнам и овие што се сурогат мајките, да речеме, кај нас на свет тоа е се доста актуелно е реално. Кај нас е сега како ти кажам, поише сакам да зборам за од аспект на донации. Да, еви тоа тука да и напредокот на овакото, пошто како би било за донациите? Донации сперматозоиди, донации јајцеклетки. Така. И од тој аспект сакам да скренам сега кој год да слуша од овие што се помладиве, за да не стасаат до таму да со време размислат за смрзнување на кај мажите сперма, кај жените овако јајцеклетки. Така. Во светот ова донации стана огромен овако бизнис. Така. Некои држави и донациите и сурогатството што го спомна се државно регулиран. Значи, они ствари, кажеш мажите и жените, например, да си донираат собствената сперма, да значи, смрзне, жена која без разлика моментот што не сака да има, може не сака по 10 години да има. Еве, чадик, ендометриоза ја спомнавме. Така да, јасно. Да смрзне, секако. Има мажи кои што варикоцела, нешто претходна операција, не знам што, на млади години. И карцином на тестиси може да има. Може да има и други, да прима цитостатика. Обавезно овакво да смрзне. За жените овакво исто. Ама дури и да нема ништо, до 30 години, ако се гледа како мајка понатаму, и ако се гледа можеби и подоцна од тоа што овако што планира, јајцеклетки сега го знаеш, парадоксот денеска ми доаѓаат 40 години, 41
2 години жени ми вика да смрзнеме јајцеклетки. Немам душа да им кажам. Така. Нема идеја. Кога погод, да, нема. Ако веќе мислиш да пробуваш, со колку и да ни се мали шансите за бебе, барем со партнер или со донирана оваква сперма. Пошто едно е да смрзнеш јајцеклетка на 28-30 години и да ја чуваш, друго е да ја смрзнеш на 40-41 со екстремно мали овакво шанси. Во моментов е таква ситуација. Да, кај нас како е законски регулирано, нема проблем за тоа, не. За смрзнување? Па и за смрзнување и за Не види, ја бев у таа комисија со дел од оваква колегија, ние најстарите што сме 2008 донесовме прилично ја мислам овако. Либерален закон. Добар закон, да. Добар закон од тој аспект. Само не се сложивме и тогаш, ја и ден денеска не се слагам за формирање на спермална или банка на сперма, на јајцеклетки и на ембриони во Македонија. Многу мала држава сме. Така. И не знам кој сега тука би Сите се знаат на некој начин, да. Нешто се знаат, него сме малку 2 милиона, рачунај кој би бил донор. И шансите за вкрстување, за консагвинитет се многу поголеми со тек на годините. Така. Донори за 2 милиона народ многу малку, плюс хетерогена оваква популација. Затоа подобро е да си увезат од регистрирани светски, европски банки и сперма и овако. Така, има логика, да, дефинитивно. Да. Добре, мислам дека онака скоро све фатиме. Сурогатство, да довршам, пошто тоа ти беше прашањето, сурогатство е кај нас по тој закон кој што го внесовме дозволено за македонски овако државјанки кои што имаат проблем со, односно немаат квалитетна матка за да издржи овако бременост. Нема многу Македонија до сега овако такви. А што е услов да биде сурогат мајка? Сурогат мајка да има, ако добро сеќам, 2 деца. 2 деца. После може да. Имав едни пријатели, ми беше тоа многу давно, значи тоа 2004 година. Сам се запознавме на нешто понатака во Америка живеа и се случи таква ситуација дека не може да имаат прекрасно дете сега. И сурогат мајка вика, јас вика 10 пати потешко го поминав него сама да го нося, бидејќи цело време ја контролирав што јаде, што пие, пуши, не пуши. Ја и носам храна, да јаде здрава храна, да прави. Некој услов беше таму 3 деца, мислам да имаат, па она одма во истиот момент го зема, че вика потешко, вика 9 месеци не сум имала, бидејќи не го носиш, ти не внимаваш, ти не се ја пазиш, вика цело време што прави, како прави. И баш онака етички комплексна работа реално, али сега имаат прекрасно дете што право. Кај тие што реално им треба овакво сурогатство. Ти знаеш во Индија мислам барем сега не знам точно колку ли на времето пуни беа села со сурогати кои што носеа овакво за западњачкиве кои што не ќе да си упропастат. Тој то постои. Снагата, да, тоа е комерцијално сурогатство. Индија беше оваква прва, па мислам сега и Русија и Украина и овакво. Да. Ништо на крај, јас на сите им го поставам истото прашање. Дали сметаш дека вештачката интелигенција може да се вмеша тука во односевен конкретно за вештачкото оплодување? Мислам дека може од аспект на помош на базичната наука, што значи на генетика, ембриологија, па и на гинекологија овакво нормално. Што значи податоците кои што ги дава у цел светова базична наука со тек. Еве, на пример, знаеш што значи милион ембриони да снимиш и да ги скенираш, да ги даеш на вештачка интелигенција, таа да ги собере овако од цел свет и да види кој се. Нема дилема тука, нема дилема. Само ќе остане да помага во прво време. Симбиоза заедно меѓу хирургија. Дали понатаму не верувам дека нема да постои време кога ќе пуштиме јајцеклетката и сперматозоидот да се сретно. Да се не вештачка него роботика да ги спои. Да ги спои и до таму овакво. На сите им го поставам истото прашање, бидејќи секој од својата професија сакав да чујам кај го гледа тоа и ми е онака баш. А овде мислам дека стварно има поле, по мене исто, што викаш генетскиот момент. Има, од тој аспект има. Не само за мануелниот, дури за мануелниот може, ама по принцип пак тоа веќе спаѓа, тоа веќе спаѓа помалку повеќе у роботика, ама и тука вештачка интелигенција многу овако помага. Па нас ни помага за прости работи сега. Да, што викаш така.
Така да Глишо, тоа е. фала ти многу за гостувањето. Едноставно Ништо. ќе имаме прво, јас сум секогаш кажувам, многу ми е битно на крај ја да сум задоволен. Тоа и мислам стварно беше супер Сега. едукативно и мислам ќе ги Мене биде брзо ме гледано. пројде. Да, тоа е и За стално е така, ловец не си ни приметуваш, направивме. да, така да ти благодарам многу Малам. за гостувањето. Ние се гледаме некоја друга прилика. Фала ти што еднашка. Фала и на тебе. Почитувани гледачи, се гледаме наредната недела со нов гостин. Благодарам. Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe.